Црквата Свети Спас. Црквата Свети Спас се наоѓа источно од тврдината Калеј и оградена со висока камена ограда. Таа е споменик на културата заштитен со закон, а во неизе се врши богослужба и верски обреди само за незиниот патронен празник Спасов ден. Се смета за најстара од сите цркви во Скопје. Засега не постојат изворни податоци за тоа кога е изградена црквата и каде точно се наоѓала. Се смета дека сегашната зграда била подигната кон крајот на 16-тиот или почетокот на 17-тиот век. По пожарот во 18-тиот век долго време се наоѓала во урнатини. Била обновена во 1820-тата. Од францускиот патописец Ами Буе се дознава за црковните борби во градот Скопје, кои се одвивале околу црквата Свети Спас, во врска со двојазичното богослужење. Градбата е ниска како сите сакрални објекти од тој период на ова подрачје, што е резултат на тогашните забрани од турската власт. Црквата Свети Спас по својот надворешен изглед е неугледна градба, односно по ништо не се разликува од градбите што ја обкружуваат. Таа е вкопана во земја и во неа се влегувани 7 скалила однадвор и 4 внатре во црквата. Во основа е трибродна базилика, средниот брод е засводен, а страничните се рамни. Апсидата е на источната страна, а на западната страна е подигната галерија за жени. Планот на црквата е неправилен, односно ширината не е во сооднос со должината на градбата. Монументалниот дрвен иконостас е второ дело на така наречениот копаничар од мијачкиот род Петре Филиповски од селото Гари. Го изработил со брат му Марко и со Макарije Фрчковски. Покрај иконостасот кој бил завршен во 1824-та, тие ги изработили и владичкиот престол, проповедалницата, проскинитерот и двете певници. Во 1867-та за црквата помали икони изработил најпознатиот македонски зограф од 19-тиот век Дичо Крстев, а Петре Новев Пачаровски од неговата тајфа ги изработил двете престолни икони и едната поставена на јужната страна. Во дворот на црквата доминира камен саркофаг со посмртните остатоци на македонскиот револуционер Гоце Делчев. Скопска котлина или Скопско поле. Скопското поле е една од поголемите котлини во Македонија. Таа представува втора котлина по течението на реката Вардар. Скопската котлина е образувана од планините Жеден, Ивање и Сува гора на запад, Скопска Црна гора на север, Градиштанска планина на исток и североисток, Голешница на југоисток и Китка, Караџица и Водно, односно масивот на Мокра планина на југ. Скопската котлина е пространа котлина која што се наоѓа во северниот дел на Македонија. Представува длабока и спуштена, потонатина по должина на расадените линии и целосно влегува во составот на Вардарската тектонска зона. Загреана и обкружена е со високи планини од сите страни. Таа представува дел од композитната долина на реката Вардар, која навлегува во котлината од Дервенската клисура на северозапад, а ја напушта влегувајќи во Таурската клисура на југ. Котлината зафаќа површина од 1924 км квадратни и има правец на протегање северозапад-југоисток. Средишниот дел на котлината е пространата алувијална рамнина на реката Вардар, односно Скопското поле. Се издигнува од 225 метри како најниска до 2540 метри како највисока точка. Просечната надморска височина изнесува 281 метар, а градот Скопје е расположен на 245 метри. Површината на рамнината на Скопското поле изнесува 26.100 хектари. Целата речна и водена мрежа во котлината припаѓа на сливното подрачје на реката Вардар, односно Егејско море. Таму е Скопје, град мој убав лише, што ми расуте сни.